Почитувани, лебот поскапе, а власта се прави слепа и дека не го гледа тоа. Основниот прехранбен продукт поскапува за 20% заради неодговорноста и незаинтересираноста на оваа црна власт. Тоа што власта за една намена е неспособна да се справи со реалните проблеми, тоа што оваа црна власт не знае што да преземе во економијата, во земјоделството, со инвестициите, го плаќа народот. Почитувани, на оваа криминогена власт се одмотува спиралата на поскапување. Цените на лебот во секоја држава се најстабилни и ја отсликуваат состојбата на земјоделството и економијата воопшто. Лебот поскапува заради лошите мерки, недостаток на квалификувана работна сила, зголемување на цената на пченицата во последните месеци за 40%, поскапување на енергенсите. Зелената нафта, која што е ветија, ја нема, а цената на горивото за механизацијата од 37 денари поскапе на 69 денари за литар. Цената на пченицата се формира врз основа на цените пред жетвата, а годинава пред жетвата на пазарот беа пуштени огромни количества пченица по цена од 7 до 8 денари, како и увезено брашно од Србија и од Косово. И цената за македонските производители остана депласирана. Почитувани, црно правило е дека кога поскапува брашното, кога поскапува лебот, почнува да врти инфлаторното тркало на поскапување на сета храна. Министерството не треба да реагира отпосле, туку да превенира, доколку знае како. ВМРО ДПМН во јули укажуваше на опасност од колапс и поскапување заради неодговорноста на власта. Апелиравме на покачување на откупната цена на пченицата, со што парите ќе останеа кај домашните производители и преработувачи, а тоа ќе создадеше и стабилност на пазарот со откупување на сите произведени количини. Наместо тоа, македонската пченица завршуваше на странските пазари. Укажувавме дека заради неатрактивноста и неисплатливоста на производството на пченица, значително ќе се намалат површините под сеидба за лебно зрно, што и се случува. Министерството за земјоделство потврли во сите ресорни гранки. Ниедно од ветувањата до земјоделците не исполнија. Ветуваа за гарантиран откуп, а луѓето во Ресенско ги фрлаа јаболките на буништа. Луѓето во Струмичко ги фрлаа нивните родови на буништа, зелките, сливите во Пијанечко и Малешевијата завршија исто така на буниште. Орезопроизводителите завршија во Кочанските буништа. Праските во Росоман останаа несобрани, маката на земјоделецот остана необрана. Почитувани, колку подолго ја злоупотребуваат државата со својата неспособност, толку поголема ќе биде цената која што сите ние ќе ја плаќаме. Ги излажаа земјоделците, животот им го загорчаа, трудот им го зацрнеа, народот го сиромашија. Приклучете се на протестите, секоја среда пред влада, за што поскоро да го видиме грбот на оваа криминогена и неспособна власт. Ви благодарам.